Добар ден, вие гледате Аргумент. Добар ден и за моите гости. Бисера Костадиновска Стојчевска, министерка за култура. Добар ден, ви благодарам за поканата. Добар ден. Томи Салковски, продуцент. Но веќе во најавата за вести не кажав каков било продуцент, како и луѓето кои се потпишаа на писмото во кое протестираат зашто вие ги кратите парите за филмската дејност. Станува збор за мнозинството, би рекла, како и Томи Салковски, светски признати и познати продуценти, режисери, актери. Продуценти и режисери само. Да, видов дека некои се потпишали како монтажери и како актери и заради тоа и сите така и ги најавувам. Да. Добро. Нема најава и консултации од Агенцијата за филм, вие не ги информирате воопшто, туку им ги земате парите. Токму заради тоа и ова писмо од 70 уметници, врвни уметници, повторувам. Може прво да одиме со Томи Салковски, да објасни што се случи и зошто испративте писмо. Како дознавте дека вашите пари ги нема, ако воопшто не сте биле информирани преку Агенцијата за филм, преку Министерката за култура? По некои неформални податоци што ги добија некои наши колеги, се формираа некои Viber групи и одма дознавме дека во овој ребаланс се планира кратење на средствата од Министерството за култура наменети за филм, преку Агенцијата за филм, нормално. И се собравме, се закажа состанок. Состанокот беше, инсистира само членовите, што ја се согласувам да бидат само продуценти и режисери, бидејќи они се директно првата најзасегната страна. За прв пат, после долго време, јас не се сеќавам колку време, се јавија 70-тина режисери. Прво беа 50 и неколку, а после тоа се побунија некои, се јавија сами зошто јас не сум во оваа група и побараа да бидат внесени во оваа група, бидејќи сите имаме иста борба, иста желба. Нормално да продуцираме што повеќе филмови, да ствараме повеќе филмови. Да. Нема партиска убедување, партиско убедување сите партии, нема. сите религии, сите, значи бевме единствени, значи не имаше баш шарени и ќе кажам уште еднашка 100% единствени. Добро. Значи добивме такви информации, ја проверивме секој што можеше да провери и прво се сипавме на директорот на Агенција за филм Бојан Лазаревски, многу нормално отидовме кај него. Он се одбрани, извади некакви документи дека он ги побарал парите, но него не му биле префрлени и он добил во некакви неформални телефонски разговори со службите на Министерството за култура дека парите ќе бидат некако скратени. На 38 он го поднал барањето за 10 милиони денари. Значи биле земени парите веќе. Значи како иде постапката? Агенција за филм поднесува барање, а министерката го одобрува барањето, ги одобрува трошењата на средствата според некаков кешфлоу план што го имаат зацртано во однос на буџет и така натаму. Значи он поднесува барање на 38. Но парите не ги добива. Добива 3 милиони денари, само а барал 10 милиони денари. Он вика, ја не можам да ги покријам филмовите. Најгласни нормално беа овие што требаше сега треба да почнат сега со снимање на филмови. Два филма се во сериозна, на Унковски и на Волкашин. Тоа се два филма кои што чекаат, знаете, филмовите секогаш се снима септември, октомври, као идеални услови за снимање поради светлината, должината на денот и така натаму. Чекаат доста копродукции, има копродукции кои што се работат во моментот, копродукции кои што се завршија, копродукции кои што се, например, словенски филм кој што се снимаше во Крушево, што не без еден денар од Агенција за филм се завршија снимањата. Тоа се меѓународни соработки, ние сме подписници нормално на Европска конвенција, тие филмови се поддржани од Евроимаш, од медија или од нешто што не може... Сте обврзани да ги снимите? Апсолутно, ние имаме договор. Да. Одиме со вас, Костадиновска Стојчевска. Ви благодарам за можноста денес да разбиеме оваа Viber група, бидејќи зборуваме за... Зошто да ја разбиете? Дезинформациите кои се шират во таа Viber група, бидејќи зборуваме за министерство и придружен орган при Министерство за култура, тоа е Агенција за филм. Ама за да не се поклопуваме со Viber групи, јас денес ги донесов двете сметки. Добро. Буџетска и сопствена сметка, каде што јасно се гледа дека нема никакво кратење и ова е историјат
наназад минимум 3 месеци. Директорот за филм рекол дека се скратени парите. Дека воопшто нема никакво кратење на средствата, ниту на буџетска, ниту на посебна. Туку, според она ние што го имаме како Министерство за култура, јас морам да кажам дека првиот план за исплата не е на 38 пратен, туку е на 14.9. На 14.9 јас веќе бев отсутна од државата и јас не дозволувам да се става мој подпис или факсимил на нешто, особено кога се работи за исплата на пари. И таа не е на 10 милиони, туку е на 12 милиони 830 и нешто илјади денари. Што значи дека не е точно, дека се побарале 10 па се добиле 3, дека се нема пари, туку она што некако магично се избегнува се каже дека Агенцијата за филм има слаба реализација на посебната сметка. Затоа што на посебната сметка досега, односно за да биде појасно за гледачите да објаснеме што е тоа посебна сметка, бидејќи не сакам на шпекулации, на неформални разговори, ние некој да ставаме на тапет и на клада и да нарекуваме дека е Министерство за некултура. Добро. Ќе видиме каде ќе остане некултурата. Буџетската сметка е она што се одобрува според буџет и што се полни од парите на граѓаните. И таму еве го планот на трошење. Таму е 97% реализирано. Парите на граѓаните во Агенција за филм се 97% реализирани. Посебната сметка на Агенција за филм, која што секој треба да ја знае, кој што е корисник на тие средства, од посебна сметка има 30% реализација. Посебната сметка се прави, односно се полни од други извори, Од тие што ги заработиле. Од тие што ги заработиле, од радија, телевизија и така натаму, за цел да ја сервисира буџетската сметка тогаш кога ќе има потреба. И динамиката за движење треба да биде иста заедно со буџетската. Меѓутоа, на посебната сметка Агенција за филм, заклучно со септември 23 требало да има потрошено 75% во сооднос со овие 97%, а агенцијата има потрошено само 30%. Нема пратено никаков план за парање за исплаќање на средства, ќе повторам, заклучно со 14.9, односно пред, значи нецели ни 10 дена. Јас денес ова утрина имав еден состанок со еден дел од продуцентите и истите овие документи им ги презентирав и им ветив дека и денес на емисија ќе ги презентирам. Тоа морам да ви го кажам, со тоа што да завршам. Имам уште еден документ каде што кога ќе го видите, ова е сите исплати од Министерство за култура. Никаде каде што стои Агенција за филм нема предлог за намалување. И морам да појаснам уште нешто. Предлогот за прераспределба на средства, што во овој момент се наоѓа во собранието, апсолутно нема никакво кратење на цел буџет на Министерство за култура, не само Агенција за филм или Управа за заштита на културно наследство. Напротив, во оваа прераспределба Министерство за култура доби повеќе пари, за да можеме да ги сервисираме оние трошоци заради кои што лани плаќавме пенали, а тоа е струја, комунали и за да ги зголемиме платите на јавната администрација во Агенција за филм, Управа за заштита и Министерство за култура, кој што следува по општ колективен договор. Целосна невистина и шпекулација е дека она што се наоѓа во собрание предвидува кратење на буџетот, особено не на Агенција за филм. Добро, ајде одиме едно по едно. Тие пари не се реализирани, 30% само се реализирани, вели Костадиновска Стојчевска. Значи, како што кажав, на 38 може да провери министерката уште еднашка, е пуштено писмо, ја можам да ви го покажам писмото, да ви го дадам. Пошто јас го добив писмото, можам да ви го дадам. По пристап на јавни... План за исплата работиме ние, не работиме по писмо. Писмото ви е примено и 3 милиони сте префрлиле. По тоа барање на 38. Ворете се. Работиме по план за исплата. Сега јас да кажам. Да, нека одговори. Да. Значи, како што кажав, за да се спреми еден филм, ние работиме по европски стандарди. Филмот е, мислам дека единствен, прв во Македонија, што е влезен 100% во Европа. Од културните гранки, единствен. Само филмската фела е 100% влезена во Европа. Ние сме подписници на Европска конвенција, влезени сме во Евроимаш, влезени сме во медија. Утре Македонија да влезе во Европска унија, ништо не ни се отвара дополнителен фонд. Значи, ние сме 100% функционираме и работиме по европски правила и прописи и стандарди. Да, добро. Така да, законот за филм
Тие со свој мани, 30% али ги имаме ние. Банкарски гаранции, цел залог на фирмата го оставаме за парите кои ги зијаме и така натаму и така. Сакате да кажете, не може одеднаш да се 100% да се искористат тие пари? Не може да се префрлаат пари како порано. Порано кога беше од Министерство за култура, префрли му ги парите на некој продуцент и он си седи со парите слободни му се толку време. Сега треба продуцентот да стокми целата документација комплетно, да извади банкарски гаранции, да даде гаранции од фирма, да даде све, да подпише договор со агенција за филм и тогаш се создаваат единствено услови да му се префрлат пари на продуцентот. Заради тоа се тие 30%. Апсолутно. Тоа го објаснувате. И сега се снимаат два филма, тие останатите пари 100% не можат да надокнадат и за двата филма и за овие што се долгови што веќе ги има агенцијата кон продуцентите. Да. Така да за тие два филма одеднаш ќе отидат. Динамиката на создавање на 70% филм треба да им исплатат, кога се работи продукција 70% се исплаќаат од парите, а понатаму други фази се по 10%, по 20% како оди постпродукција, после премиера, после затварање комплетна финансиска слика. Сега, може ли на да начинот на одговорите исплаќање, за финансиската конструкција дека е сосема различна од можеби некои други области? Во однос на начинот на исплаќање и динамиката на исплаќање, јас не можам да застанам да ги правам документите за сите, да тие да остварат право да ги добијат парите. Зборуваме за нешто друго. Прво сакам да заклучиме едно од најклучните прашања. Дека никогаш Министерството за култура не пристапило кон кратење на буџетот за агенција на филм и дека тоа се наоѓа во овој момент во собрание и дека заради тоа во некои Вибер групи се појавиле шпекулации дека од една сметка 9 милиони и 300, кој што се уплаши директорот валјда дека треба да ги плати за конечно да учествуваме во пилот програмата на Евроимаж за снимање телевизиски серии, така, кој што јас ги обезбедам сега дополнително, и дека никогаш од ниту една сметка не е скратено во агенција за филм, напротив, продолжуваме да сервисираме. И дека она ја што го кажа во моето прво соопштение, дека со оглед на динамиката на реализација, таков е начинот на работа, извинете, ако не знаете, треба да прашате нареден пат. До декември сервисираме ние постојано. Тоа што значи? Ако има потреба, ќе направиме уште една прераспределба. Сакам прво, пред да одиме понатаму да видиме зошто е застојот од финансирање од сопствената сметка, да тука да се каже јавно дека она што го установивме ние са бајле на овој состанок. На состанокот, односно кај мене во кабинет. Дека ниту во документот што се наоѓа во собрание нема кратење на буџет, ниту од овие извадоци што ги гледате денес овде нема никаде каде што пишува предвидено намалување. Ниту во овај трет документ каде што го имате буџетот до 2023 година, секаде каде што стои агенција за филм, никаде нема намалување. Еве, за жал, само кај музеите сме намалиле еднаш. Прво сакам да го заклучим ова прашање. А после ќе одиме по однос на тоа зошто е таков начинот на финансирање, па ќе видиме какви изјави даваат челниците од агенција за филм и од ДФРМ. Повелете. Одлично, чим е така. Еве, ви честитам. Чим не е скратено ништо, ние сите... Зошто тога ширите дезинформации дека е скратено и не верувате на она што ние го даваме како аргумент? Значи, видите, врз основа на шпекулации и неформални разговори? Ние напишавме од неформални... Значи, ние напишавме... Па јас да тоа ви го демантирав. Во ред. И све е супер. Не, вие уште едно известување излеговте, каде ете признаа дека се крати. Каде признав дека се крати? Зошто ги извртувате зборовите кои што се многу јасни дека се крати? Дека викате до декември ќе се исплатат парите, а луѓево треба плюс пари ќе ви додајме. Луѓево сакаат да снимаат сега. Дале банкарски гаранции, видете, дале трошоци, инвестирале. Значи нема како да ги префрлите. Не, видете да ви кажам нешто. Ајде, прво кажете ми ново, после ќе ви објаснам дали и во Министерство за култура ние ги исплаќаме 100%. Еве, сакате да ви објаснам зошто сме изреагирале така? Ајде. Сега ќе ви објаснам. Минатата година предлог за кратење 60 милиони денари. Вие викавте не е до мене Министерство за финансии. Да. Бевме во Министерство за финансии, Министерот за финансии сите не уверуваше, неколку групи бевме. Добре. Викам не е така, тоа е предлог на Министерот за култура. Добре. Па успеавме некако со големи притисоци, неформални, да до 30 милиона да го имаме кратењето. Јас да ви објаснам дека што се случува со кратење во филмот. Не е како во другите дејности. Ако се скрати оваја година, за 3 години ние ќе осетиме. Кратењата за време на корона во филмот, ние сега ги чувствуваме. Ние немаме еден македонски филм почнато оваа година со снимање.
Тука е проблемот. Кратењата, а имаме 17 македонски играни филмови поддржани што чекаат секој како локомотива и вагони наредени еден позади друг, играни филмови, малцински копродукции, документарни филмови, кратки играни филмови, анимирани филмови чекаат да бидат реализирани. Чекаат. Некои им требаат копродуценти според договорите, според европските правила и прописи, на некои не им требаат, како на дебитантите можат да почнат само со нашите пари да снимаат. И ги чекаат парите од Министерството за култура. Зошто тогаш на овој последен конкурс само еден македонски филм е финансиран? Тоа не знам јас. Па сега тогаш Значи, од која... за финансирање со агенција за филм. Ама сега За чекајте. агенција со мисла. Ама сега навлегуваме Еве, во дали агенција може- за филм, во буџетот за филм. Еве јас велите дека немаме, се согласувам. И мене ми е многу криво дека немаме ни македонски филм, ниту македонски серии. А ве молам, немаме македонска серија снимена одамна. Законски не можеме И тоа можеме, но тоа е изгледа стварна како да се договори менеджментот во агенција за филм. Не е точно. Точно е, Не е сигурно точно. не е точно. Видете да ви кажам, во ниту едно кратење на буџетот на Министерство за култура, еве јас ке зборувам од 2017 наваму. Кратен е буџетот енормно и ненормално. Ниту една ставка не сме дозволили да остане неотворена за корисниците. Дали ќе биле 15 милиони или 3 милиони, секоја ставка мора по закон да се отвори. Тоа што нема отворено конкурс за серии, тоа е друго едно многу подлабоко прашање и ни треба многу повеќе време. Зошто на новој нов последниот конкурс има само еден македонски филм и 8 странски? Кога веќе разговараме за продукција. Да ви одговорам, Имавме ние состанок. Дали може би заради тоа што немаат пари овие луѓе? Заради тоа што недоволно се префрлени пари во Не е точно. агенцијата за филм? Не е Само точно. прво да ви кажам, не работиме со пазарски продукти. Работиме со уметност и работиме со аплицирани проекти. Имаше некои недоразбирања, ние имавме внатрешно состанок, се собравме во кинотеката, исто еден голем број филмаджи и филмски работници, бевме скоро цела сала во кинотека, каде што се разговара овие прашања што ги инициира министерката, и тогаш ни кажа директорот на агенција за филм, што обично се чуваат во тена, ни кажа дека читачи се Венко Андоновски, еден читач, другиот читач е Тамара Котевска. За жал не можеа ни едниот ни другиот не беа тука да се обратат. Тамара Котевска пушти мејл и го прочитаа мејлот пред сите. Сакам да ве поздравам, колеги, и сакам да ве уверам, за прв пат читам во агенција за филм и јас мислев дека има под некои шпекулации, кажувани афери, дека нешто се прави. Што оценив, тоа се финансираше. И сакам да поздравам работата, тоа е мејл што го напише и го прочитаа пред сите. Така да ако нема квалитетни проекти, не може да се финансираат неквалитетни проекти. Ако се лоши проектите, нема да се финансираат проектите. Тоа е одлука на инстанците во агенција за филм, од читачи, совет, управен одбор, финансиски советник, апсолутно. Зошто така снима само еден некогаш филм? има повеќе, некогаш има поголема војна, има подобри филмови, али не може буџетски, не се дозволува 4 филма да се македонски да се поддржат. И ви кажав, 17 играни македонски филмови чекаат ред, пошто во агенцијата правилото е first come first serve. Кој прв ќе ги собере документите, ќе го затвори буџетот, тој прв аплицира и прво него ќе му ги дадат парите. Уште 2 готови филма има во агенција за филм што сакаат. Кој одлучува? Ѓорче. Како оди тоа? Отигледам зборувате од аспект на агенција за филм. Како first come first во serve? сите закони на агенција за филм. Добре, во еве конкретно фонд дека велите во моментот има толку филмови на чекање. Како филмови на чекање? Зошто? Зошто објаснете има 17 Зошто има филмови? 17 еве велите филмови на чекање? Па избрани филмови како што има еден на минатиот конкурс, на предминатиот конкурс може да има 2-3. Да не има многу гужва односно тоа кој треба да добие на конкурсот, па да имаме зашто тие филмови уште чекаат. Не, финансирани се, господјо министерке, финансирани 17 македонски режисери Дали ја од агенција за филм. Тие се финансирани. Да. Тие 17. Да. И тие чекаат. Чекаат. Што чекаат? Да земат пари од агенција за филм. Зошто? Да добијат средства. Зошто? Што нема пари агенцијата за филм.
Еве, ја молам графиконот Ама да го не, видите, пуштите. сега јас не разбирам. Ја ве Добро. молам графиконот да го пуштите Ајде, има од графикон, 2018 Ма година. јас тоа не го кој е побивам дека е буџетот- намален буџетот. Кој е буџетот и како Нека се каже. намалува? Нека каже. Видите? Значи од 351 Така е. милион 2018 година е буџетот Така. на Агенција за филм, 2019 272 милиони, па 168 милиони 20, 207 21 и 200 ако се реализираат комплетно ќе биде оваа година, како што вие ветивте и ви благодарам за Така е. тоа. Ви благодарам. Еден Јавно, одговор ми еве ви должите. благодарам. Еден одговор ми должите. Значи, Видете, 170 ова е милиони. катастрофално. Катастрофално. Оти вака Не исто треба се да намалува. благодарите, Од веројатно исто ви тоа- припаѓаат тие пари. Од исто това се благодарам. случува во буџетот на Министерство за култура. Затоа треба директорот на Агенција за филм, заедно со мене и со директорот на управата да учествува во борбата за поголем буџет. Зошто само јас да бидам одговорна за сите три институции? Ова е тимска игра, дај се да се директори, избрани од влада, зошто тој не се поборил за намалувањето на буџетот? Ние Да ве се прашам, буниме кај не. него константно. Ние Ама даваме сега- писма и до вас константно да се стандардизира буџетот, никогаш не сме добили одговор. Како филмска фела, не можам да зборувам во името на директорот. Добре. Како филмска фела, Добре. ние се бориме 10 години. И тоа сме единствени сите, од прв до последен. Добро. Да се стандардизира буџетот и да знаеме на што сме. Добро. Да не може било кој да го крати, да го прави, пошто кај нас, ако се направи пореметување во една година, следните 5 години се чувствуваат. Сте праќале писмо до министерката? Апсолутно. Да. Имаме архива, можеме колку Добро. сакате да Сте ви ги добивале покажам. тие писма? Значи Сега. за стандардизација на буџети, за Очигледно зголемување. се праќаат писма, ама некако Не ги Може би добивате не тие добива писма? министерката. Не? Бараме, апели имаме цело Затоа што време секој за добро- модернизација на Еден по законот. еден. Модернизација на законот клучно е и директно сме разговарале со министерот. Да, и за тоа изда имаше некои разговори, па јас бев ставена на тапет дека јас сум рекла дека во мојот мандат никогаш нема да го отворам не се закон за филмска дејност, ама добро, очигледно така се функционира. Ве молам да ми одговорите на ово прашање. Дали На ова кое беа прашање? шпекулации што се односно и измислици дека јас сум поднела кратење на буџетот на Агенција за филм. Еве ви ги сите три документи. Еве, ве молам, ова сакам да се каже во јавност. Затоа што јас саба имав многу конструктивен состанок. Ја убаво ви кажав. Не, како што ве и молам. колегите ви кажат. Бидејќи јас Ние сум добивме министерка за информации. некултура, сега ве молам да ми Мислам дека го одговорите. решивте тоа прашање. Чекам одговор. И ви рече дури неколку пати благодарам Да. што Сакам сте, одговор што не сте го скратиле буџетот. дали врз основа на шпекулации на непроверени информации Не. и на неповерување Не, на али ви мојата на благодарам мојот што прв ветивте демант. дека ќе се врати. Не се Немојте да го вртите шпекулации. одговорот, немојте. Многу едноставено прашање ви поставувам. Дали овде ова што стои, дека никаде нема, Јас сакам да го задржам нивото. Јас исто. Да, Ве ајде. замолувам да ми дајте одговор. Ви го Дали врз основа на шпекулации излеговте со соопштението Не тие се дека водени е од скратено од што? Министерке, водени се од историјата за која говорат Не е тоа Ова е оправдување, ве информација молам. има. од Не. минатата Ве Ве година. молам, немојте да релативизирате. Не може да Ја- се водам јас од историја и да носам одлуки за воиднината. Немојте Види, да ја молам. многу Сакам да знам. прецизен и многу убаво ви кажав. Ние Јас се многу убаво ве собравме, прашав. еве уште еднаш ќе ви одговорам. Сакате да Дали слушнете? сега, ми одговорите неколку пати. Дали сега врз основа на ова што ви го кажав денес и што ви го носам овде, ќе кажете, ќе признаете дека сгрешивте? Не признам дека се... Убаво тогаш сме што? изреагирале и ви се заблагодарувам. На што изреагиравте? Ви се заблагодарувам. На што изреагиравте? Види, Дајте ми наша ваков документ. наша работа, ние се изгоревме од Ваша вас работа е да минатата година. манипулирате. Не. Не, ваша Не, да работа правам е да филмови. манипулирате. Ја да Не, правам не. филмови е Не, моја работа. еве ќе видиме Тоа што правам вели вашиот 25 председател години. зошто нема филмови правење. 25 Тој вели години дека тоа правам. застојот не е дека агенција нема за филмова, е негова изјава. Игор Иванов Изи вели дека застојот е поради проблеми на продукциите со затварање на финансиски конструкции, неподготвеност на авторски тимови е слично. Тој го гледа проблемот не во снимање, не во пари, туку во неподготвеност се започне со снимање. Од вашиот председател, односно и од директорот на Агенција за филм, никаде и никогаш не е посочено дека застојот во снимањето на филмови е поради немање на средства во буџет. Тој предвидува дека требало 7 филмови повеќе се снимаат за оваа година, но не се спремни. Еве го вашиот председател ова изјава ја дава, Игор. Сега како да ви објаснам уште еднаш. Нема, вие треба да 4 кажам. филмови се спремни македонски играни Зошто не филмови. се снимат? Зашто за два има пари само ако сите пари ги дадете. Ако не ги дадете парите, нема Како ни еден ви да дава? се сними. Чекајте сега малце. Ајде вака да видиме. Секој проект кој е спремен за реализација, Да. што треба да има, така?
обезбедено средства од копродуценти и да има доставено до Агенција за филм банкарски гаранции, ако има доставено, ќе бидат обезбедени финансиски средства. Доколку има потреба од дополнителни срества, агенцијата финансира во текот на цела година. За два филма има доставено банкарски гаранции. Динамика на 30% до 22 септември 2023 година. Значи дека директорот правилно постапил и дека поднел план. Не ми треба мене, господине, писмо, мене ми треба план, кој што моите служби го изготвуваат, проверуваат и го исплаќаат. Тоа денес јас го објаснав. Не ми треба мене писмо, план. Ја можам сектор да кажам, финанси или ќе се надвикува? Може да. Не, нема за можам надвикува. да ви Чекам одговорим. одговор на прашањето. Да, ајде. Дајте одговор на Поише прашања. Значи, Едно два има, филма има со извадени банкарски гаранции. Банкарска гаранција ги кошта продуцентите. Значи, обично зимаат кредит, залог оставаат, некретнини, прават чуда и врагови за да остаат, тоа се голем износ на парија и се снаоѓаат на различни начини, тоа ги кошта, тоа е голема мака. Банкарската гаранција во 25% од износот на буџетот на филмот кој што го добива. Ние оставаме банкарска гаранција. Два филма имаат банкарска гаранција, а два филма, сега кога бевме на состанокот кај директорот им вика, не вадите банкарска гаранција дека не можам да ви дадам пари. Што е апсолутно, ние така соработуваме со агенцијата. Кога ќе има пари, тогаш ќе извади банкарска гаранција, ќе ја комплетира. Не може да се извади банкарска гаранција, па да чекаат од министерство дали ќе им префрлат или нема да им префрлат пари. Добро, нека одговори министерката. Тука се едно друго прашање сега ми текна. Не, ама може ли еве сега објасни Салковски Добро. околу банкарските гаранции, дека е невозможно ќе се дообјаснам уште еднаш. да ги снимаат, да започнат да снимаат филмови ако немаат целата сума ја немаат. 3 последователни негативни ревизорски извештаи во однос на банкарските гаранции. И тоа вели дека ревизорот утврдува слабости во следење на важноста на банкарските гаранции, непридржување до динамиката на реализација на филмскиот проект, доделување на дополнителни средства за финансирање на проект, ненавремено склучување анекси на договори, необезбедување доказ за обезбедени средства при промена на копродукциски куки, утврдени разлики меѓу финансискиот план и приложената документација. И ова му е доставено на директорот. Директорот, не знам зошто, до 22 септември има 30% реализација. Добро, ви објасни зошто претходно има 30% реализација сосема на почетокот на оваа емисија. Дека сега треба да ги добие парите, сега извадиле банкарски. Сега се снима цел свет, снима од септември и октомври. Бисера. Аха, добро. Цел свет тогаш снима, тоа е пикот на заснимање филмови. Да прашам, а како тогаш буџетските средства, односно оние што добиле на конкурс, 97% ги добиле своите пари? Кој добива на конкурс во агенција за филм? Кој продукции? И тоа ќе го дознаеме. Затоа што Како кој добива на конкурс? Кој е прашањето? Кој добива на конкурс? Кој продукции што толку многу брзо од исплатата од буџетска средства се оние средства доделени на конкурс. Треба ова да го знаете вие, значи без разлика дали буџетски или приватни средства. Значи средствата се исти. Нека ви каже, нека ви Ама јас не завршив со прашањето. Ајде ве Значи јас го гледам конкурсот, кој има добиено средства. Ги гледам продукцијските куки, истите се јавуваат и по некои други медиуми. Ги гледам продукцијските куки, се побаравме информација од јавен карактер од агенција за филм. 3 години наназад, сите продукцијски куки, суми и сите филмови. Да видиме зошто е, да бидам искрена, проблемот во финансирањето од сопствена сметка. Затоа што некако буџетската сметка, одлична реализација има. Не сте разбрале нешто. И сопствена и буџетска сметка ги финансираат филмовите на конкурси добиени. Не постојат други финансирања. Сопствената сметка, како секоја сопствена сметка на секоја друга национална установа се полни од други извори се полни, али се троши на исто место. Да, ама не од буџетски пари, тоа сакам да ви кажам. И се троши исто за филмови избрани на конкурс. Како што ви објаснив јас на почеток, служи за сервисирање на буџетската сметка. Така е. И согласно реализацијата на двете мора да се пратат во динамиката. И сега овде имаме 97, овде имаме 30 во ред. И сега мене ми е прашањето, некако побрзо од исплаќањето по конкурс, така некои проекти многу побрзо се исплатуваат за разлика од Ама јасно ми е дека што треба да досервисираат.
Јасно Се вие дека не сомневате? можете да ги разберете овие работи, пошто вие доаѓате, вие сте наставник на англиски јазик у приватна школа и тешко вие се уметници, овие работи се малце поспецифични во филмот. Знам дека ви изнервирав. Не, Знам. воопшто не ме изнервирате. Прво, фала ви што ме квалификувавте како наставник, ќе бидам наставник до крајот на животот. Фала ви многу. Универзитетски професор. Професор, се извинувам, наставник како... Ама наставник е првото звање што го добивам и сум многу горда на тоа. Добро, на крај сме на... Можете до утре да ме нарекувате дека сум министерка за некултура. Не сум и ве тоа нарекол не стои. министерка. Имам доказ. И имам и вака да ви кажам. А јас го водам. Ве молам. Знам дека ви изнервирам, На дека крај ви сме. стапам на стапал. Воопшто. Да ми одговорите дали врз основа на шпекулации надкренавте 70 луѓе да се потпишат на нешто што Да, вие мораме немавте никаков доказ. Мора да ми одговорите. Извинете, Вака, вие мене да ми мора да ми одговорите. одговори, затоа На што крај 70 сме на луѓе емисијата, се да. потпишаа на Вие да ми список, одговорите. каде што врз база на, како беше, Вибер групи, неформални разговори, а јас тука денес ги носам документите. Сакам нова да ми одговорите. Еве ви доказ дека нема кратење. Пати вратите Што? емисијава која ќе ја гледате Не, назад нема да ја вратам. и ќе видите што Дали ви одговори. излажавте? Дали имавте дезинформација? Предходно ви кажа дека не излажал. Ама сега сакам тој да ми одговори. Ама Јас неколку друго сакам пати- да Дали ве излажавте? прашам. Ама како не излажа? Еве ги. На крај сме. Како не излажа? Еве ги документите. Ама сега немојте, еве ги документите, излажавте или не? Излажавте ли Зошто вие- Салковски ја да да ве или не? прашам. Излажавте Не. или не? Колку Еве ги пати ќе документите. кажете? Не. Да. Еве ги документите. Како не излажавте? Супер, Лажите. супер, Лажите, супер. лажите и само Вие со лаги и лаги манипулации. ни го скративте, сакате нема друго ме да верба. покриете и тоа ќе излезе што сакате да Не, покриете. сакам без друго, гајле. јас сакам друго да ве прашам. Зошто идете во заштита на криминалот на Милчо Манчевски? Во заштита на чив криминал? На Милчо Манчевски. И јас во заштита на Да, вие Милчо давате Манчевски. писма, Какви притисоци, писма, ја ги имам добиено сите. Јас барам Ама од вие имате проблем со Министерството... писма, бе, господине Салковски, како да ви кажам? Еве, јас барам од Министерство Господине Салковски, пристап секогаш до ви јавни одговоривме, податоци. ви одговоривме. Не ми давате. Ви одговоривме. Не ми давате. Оти лажите сега, пак лажите, ви одговоривме. Сега проверете си пошта, сега јас ќе ви го извадам писмото. Ви одговоривме. Немам одговор. Господине, Одговор ми е да ниту се сум обратам во штитела агенција криминал, за филм. Ниту сум штитела криминал, ниту ќе штитам криминал. Ама тоа е ексклузивно. И на луѓе што добиваат тендери нема да ги штитам, и луѓе што знам колку продукцијски куќи имаат и колку проекти добиваат во еден конкурс. Еве сега Да. јас да ве прашам. На крај сме на оваа емисија. Мајки филмот има добиено пари без конкурс, префрлано пари. Што е Зошто мене ме спротивно на прашувате закон. за тоа? Директорот Има на трошено агенција. спротивно Се од која позиција ме прашувате? министер за култура, Вие од која позиција ме прашувате? као продуцент. Аха, добра. Може ли да ви Ја барам и сите филмаджи барат Добре. исти аршини за сите. Така е, се согласувам. Законот да важи за сите Се исто. согласувам. Ако Истото треба да да важи и за ако банана филм, вие и за лист продукција, и за Скопје филм Така е, студио. Истото. така е. Ете, И така. ако дадете одговор вака да го Томисал. браните, да го браните и да викате дека нема индиции дека го Јас прекршил никој не законот, бранев. ево Каде го писмото бранев ќе ви го покажам Ајде, и ќе ви дајте, потцртам. Томи Дајте. Салковски и министерка. Дајте да видиме Може ли да еден предлог да ви дадам, заради тоа што сме на крај на оваа емисија? Следната недела да имаме дебата која ќе биде подолга и за која ќе говориме за сите обвинувања, за криминали и така натаму. Може ли да се... Секогаш сум отворен. Може ли? Секогаш нема проблем. Добро. Кога сакате, јас ќе излезам на дебата. Среда, Меѓутоа, овде- анализа, меѓутоа, може да овде, кажам, Овде, да. овие тврдења. Мислам дека господинот на друга адреса ги има, треба да ги адресира. Да, ќе имаме подолга. Еве на следната подолг недела термин. подолга дебата, 20 точно сите Супер. ќе ви ги посочам сите ваши Среда одговори. 20:45 тогаш имам анализа емисијата и можеме Супер. повторно, ќе имаме повеќе време. Ќе го повикаме и директорот на агенција за филм, се разбира. Кого мислите? Да, ви благодарам што бевте гости. Благодарам за Благодарам. поканата. Благодарам што не гледавте. Пријатно.